Почитувани присутни, почитувани љубители на уметноста, почитувани уметници, ми представува особена чест и задоволство да ја отварам оваа изложба Фамилија на Синиша Новевски, со која што ја започнуваме и годишната програма за 2023 година во културно-информативниот центар Скопје, која што започнува во март месец и ќе трае секако до крајот на декември, до крајот на годината. И во тој распон ќе имаме изложби на слики, графики, скулптури, мултимедија, групни изложби, ќе имаме одбележување на одредени јубилеи, ќе имаме изложби на неколку уметнички легенди, неколку ретроспективи, ќе поддржиме доста млади уметници, но и ќе направиме изложби на големи уметнички имиња. Она што можам да го споменам од селекцијата која што ја направивме за 23-та година, тоа е како некаков вид на тизер следниве имиња. Андре Маријановиќ со неговите графики и објекти, тука е Блашка Миева, големата изложба на мала графика Екс Либрис, фотографиите на младата фотографка Катја Штркова, хиперпродуктивниот Стефан Младеновски и исто така продуктивниот Страхил Петровски со своја мултимедијална изложба, Вангел Срнаков, Виктор Соколовски со своји фотографии, Владко Рафески со својата лендскейп фотографија, секако од оние легендарни уметнички имиња кои што ги споменав, тука ќе биде изложбата на Константин Танчев Динка, едно од клучните имиња за постоењето на оваа установа, потоа мултимедијалната изложба и дигитална графика на Љубиша Камењаров, графиката на Сонја Димовска, ќе направиме и камбек на женската уметничка групација Моми, ќе имаат своја изложба. Ана Трајковска, тука ќе биде и ретроспективната изложба 70 години од раѓањето на графичарот Димче Николов, исто така една од поголемите изложби кои што ги планираме за следната година. Тоа ќе бидат тактилните слики на Елита Алити, цртежите на Панде Петровски, Сонја Поповска, Трајковски со своји скулптури, Тони Попов со слики, Тони Басич со графики, а денеска ми представува чест, како што кажав, да ја отвориме оваа изложба со суптилниот и рафиниран скулпторски ракопис на Синиша Новевски, добитникот на наградата Блум за мала пластика во рамки на изложбата Мал формат, која што се случи во ноември минатата година. А уште утре веќе продолжува годишната програма во салонот Империјал 2 во другата галерија со младиот хроничар на македонската нова алтернативна сцена Никола Јовановиќ и неговата изложба Мразам плейбек. Тоа се отвара утре во 20 часот, а сега збор 2 за ова изложба која што отвараме денеска, ќе каже и Сергеј Андреевски. Добро вечер, почитувани. Јас напишав еден мал есеј за творештвото на Синиша Новевски. Се надевам ќе ви се допадне. Една јапонска поговорка вели: цветињата и дрвјата имаат моќ да го лекуваат срцето. За Синиша лекот се творештвото, семејството и татковината. Пред нас е расплостан дел од творештвото на Синиша Новевски. Скулптор кој што своите творечки патешествија ги црпи токму од неговото најблиско окружување. Семејството, во кое скулпторот Синиша секојдневно пулсира, ги исполнува
и творечки и духовно. Неизоставен дел од неговата духовна храна е и силната поврзаност со традицијата и татковината. Овде и сега е моментот кога сакам да потенцирам пред вас дека тој ја има автор е кој што ја има нагласено македонската линија во скулптурата. Синиша е сензитивен творец, тоа е повеќе очигледно од очигледно. Неговите скулптури кои што наизглед се класични или стилизирани, во исто време се и трепетливи. Творбите на Новевски, иако честопати се изработени во мали, камерни димензии, сепак делуваат грандиозно, монументално. Таа состојба или вредност се должи на авторовото љубопитство и истражувачки дух. Тој внимателно и посветено ги следи предходните препознатливи искуства на големите мајстори на некогашната моќна балканска скулптура, па тоа што Синиша често се менува или прилагодува инспирирано од моменталната внатрешна возбуда, секако е поткранета и од таа негова внатрешна меморија. Тој, иако е пред се фигуративен во изразот, знае често да залута и во стилизација или абстракција, а менувањето на медиуми за него е предизвик, така што тој е подеднако успешен во изведбите и во дрво, во метал и во глина. Новевски е автор со широко отворени чула, секогаш подготвен за комуникација и тој лесно се трансформира и се прилагодува во разни средини. Тој го живее сонот да се биде уметник денес, во ова сурово време или невреме. Спокојот Новевски го наоѓа токму меѓу своите најблиски, меѓу семејството, и истиот го пренесува во своите скулптури. Така што тие, иако змечени меѓу неговите прсти, зрачат, живи се, овде се и пред нас. Јас му честитам и се надевам повторно ќе ни израдува кој на Изложбата е отворена. Да. Уживете. Убаво е нешто да каже Да, и самиот автор. Почитувани драги гости, можам да кажам дека ова вечер се чувствувам посебно среќно и возбудено, затоа што ве гледам во огромен број, а и посебно затоа што после долг период имам изложба баш во Скопје во Македонија и работите, тој скулптурите кои ги работев баш со нестрпение сакав да ги покажам пред македонската публика. Уште еднаш ве поздравувам и посакувам убава вечер да уживате со моите скулптури. Благодарам.
Ви треба трафостаница. Вашето решение е Engineering DAS Охрид. Единствено кај нас контейнерски трафостаници, комплетна услуга, проектирање, монтажа, пуштање во работа, испорака веднаш или во рок од 30 денови. Сите видови трафостаници за фотоволтаици или индустријски. Работиме по сите стандарди и прописи. Резервни делови и одржување 24/7 365. 30 години постоење. Испорачани и монтирани повеќе од 1000 трафостаници. Engineering DAS. На 2 март во Културно-информативниот центар беше отворена мојата самостојна изложба со наслов Фамилија, каде што јас изложувам околу 20 скулптури. Главниот мотив е фамилија, меѓутоа фамилијата е прикажана во најразлични материјали, почнувајќи од бронзата, каменот, дрвото. Имаше и теракота неколку скулптури. Изложбата ќе трае до 14 март во Културно-информативниот центар. Ова е моје представување во Скопје после подолг период од можеби 15 години, затоа што долг период од својот живот работев и творев надвор од Македонија и баш сум радосен што конкретно моите скулптури ги представувам пред македонската публика. Баш имаше доста посетеност на изложбата, каде што бев пријатно изненаден. Меѓутоа, мене ми е поентата освен свеченото отварање, додека трае изложбата да имам и некои активности, како што е нашето интервју, посета на студенти, разни работилници, така да освен што имаше добра посетеност, инаќе очекувам и во текот на овие неколку дена изложбата да биде посетена. Да, баш бев пријатно изненаден, среќен од реакциите на публиката, посебно таа публика која не е познавам. Знаете, таа е најискрена публика. Ајде, пријателите можат се и се што да ви кажам, меѓутоа публиката која не познавате, таа е искрена и имаше баш добри коментари. И тоа ми е многу битно што направив таа спона, таа интеракција помеѓу публиката, скулптурата и јас како автор, тој триаголник, што е многу значаен за секој ликовно творештво, така и за мене. Така да, дел од моето творештво, доминантна е фигурата, значи човекот, меѓутоа дел од моето творештво носи и своји национални или патриотски белези, затоа што на некој начин јас сум врзан за Македонија, македонскиот народ и македонската историја, и заради тоа црпев одредени тематики и ликови од Македонија, каде што преку одредени дела на големи македонци или македонки сакав да представам универзални некои пораки преку скулптурата. Затоа што многу важен аспект, а ние не го практикуваме, тоа е културната дипломатија преку скулптурата. Преку скулптурата вие можете да се доближите до секаков свет. Значи зборам на филантропи, на богаташи, на бизнисмени, на политичари. И тоа што скулптурата со својот тридимензионален изглед може да го каже, а не е цензурирано, не може би некој политичар или некој, не знам, бизнисмен или било што да го каже во големите светски кругови. Тоа ми беше и поентата преку скулптурата да носам пораки на Македонија. Значи пораки на Македонија за убавина, за самостојност, за радост, за одредена жртва можеби. Така да убавината е и еден вид на самопожртвеноста на Македонија да ја представам преку скулптурата. Видете, надвор е многу потешко да се прикажеш, меѓутоа надвор функционираат поинаку работите. Значи таму според моје мислење се почитуваат вредностите не само за уметност, за било која професија, ако си добар, ако го работиш тоа како што треба, секогаш ќе бидеш вреднуван и твојот труд секогаш излезе на воделина. Ситуацијата во Македонија е специфична. Имаме многу квалитетни, значи македонци, не само од областа на уметноста, зборам од секоја сфера, меѓутоа условите во кои треба да создаваат се малку поинакви за разлика од тие надвор. Една од моите причини зошто дојдов во Македонија е тоа што сакав да донесам некој нов бран или нов доем
во тие работи да може Македонија поинаку да ги третира вредностите на самиот човек, на секоја професија. И мојот мал допринос се надевам дека ќе стигне до другите индивидуи на сите професии кои ќе се заложат со својот личното искуство, своето знаење, своите контакти и своите вредности, манири, интегритет и однос према меѓу нас македонците да донесат нова клима на вредности, кога нашите квалитетни би се вреднувале овде вака, а не мора ние додиме да се покажуваме во светот за да некој ни даде признание, да, Синиша, добар си ти, а треба да се вратиш во Македонија за да докажеш тоа. Напротив, секој искуство надвор од Македонија добре дојдено, меѓутоа самата атмосфера на градење на квалитет и на вредности треба да ја правиме тука во Македонија. И да имаме во општо секаква поддршка од сите области. Да. Формулата на успехот за тоа што ќе се одлучите да го работите во животот, прво да бидете среќни. Тоа е најважно. Значи, не можете да префатите некоја професија и да работите таа професија ако во душата нешто не ви трепери. Значи, прифатете во животот да бидете тоа што сакате и тоа што ќе ве прави среќни. Дали тоа ќе биде лесно или тешко, не се откажувајте. Што повеќе вложувате во себе, доаѓате до подобри резултати. Никогаш не се откажувајте од предизвиците и тешкотите. Секогаш градете решение прво за себе, а тоа решение после да биде решение и за сите. Што повеќе работите, што повеќе се вложувате, тогаш ќе постигнете и подобри резултати. Меѓутоа, внесете и малку нешто друго во секоја професија. Внесете некој природен шарм, внесете отвореност, внесете човечност, внесете индивидуалност, внесете искреност. Да немате некои скриени намери ни спрема себе, ниту спрема другите. И прифатете го секој човек таков како што е. Во кусиот опис на изложбата кој Новески го дава, истакнува дека во изложбата Фамилија секоја скулптура е одвоена сама по себе, заради тоа што секоја скулптура е во различен материјал и уметнички стил, има различна патина, форма и текстура. Фигуративната скулптура понекогаш е минимално стилизирана и се движи кон абстракција во стилот на кубизмот, символизмот и надреализмот. Новески вели: повеќето од овие скулптури ги создадов за време на пандемијата, кога мојата сопруга, ќерка и јас бевме како свет за себе. Семејството неизбежно стана доминантна тема во мојата работа, со секоја нова скулптура не само експеримент во стилот и формата, туку и истражување на близината и далечината, физичка и емоционална. Скулптурите се тесно поврзани со членовите на моето семејство, истакнува Новески, но имаат и универзална порака за љубов, радост, поврзаност, изолација, тага и загуба. Изложбата предизвикува диалог околу дефиницијата и целта на семејството во контексти и екстремни и секојдневни. Дали еден пар станува семејство само со додавање на дете? Како влијае семејниот идентитет на идентитетот на парот, на поединецот? Што значи да се биде семејство за време на глобална пандемија, за време на војна и иселување? Да се биде семејство составено од различни националности, кога границите се затворени за некои, а отворени за други? Како делува присилната физичка блискост или разделба на емоционалната блискост и поврзаност?
Ви треба трафостаница. Вашето решение е Engineering Das Охрид. Единствено кај нас контейнерски трафостаници, комплетна услуга, проектирање, монтажа, пуштање во работа, испорака веднаш или во рок од 30 денови. Сите видови трафостаници за фотоволтаици или индустријски. Работиме по сите стандарди и прописи. Резервни делови и одржување 24/7 365. 30 години постоење. Испорачани и монтирани повеќе од 1000 трафостаници. Engineering Das